Земјоделските стручњаци од локалните институции ги повикаа сопствениците на земјоделско земјиште од консолидационото подрачје во Соколарци да земат учество на престојното собрание кое ќе се одржи во недела 20 декември и ќе биде отворено во периодот од 8 до 20 часот во основното училиште Страшо Пинџер. При тоа, укажувајќи на важноста од успешно реализираното собрание, како и од придобивките на краткорочен и долгорочен план од окрупнувањето на земјиштето. Затоа во оваа фаза пресуден е пристапот на земјоделците кои на престојното собрание во Соколарци низ директно учество ќе одлучуваат за прифаќање на консолидацијата и вклучување во истата на доброволна база. По спроведувањето на консолидацијата, парцелите ќе се соберат на едно или две места во зависност од можноста, така да земјоделците сега ќе морат да отидат на едно само место, значи да ги извршуваат работите. Ќе им се подобри организацијата на работата. Значи ќе имат подобрено наводнување, подобрено одводнување, која сега им е проблем, ќе имат подобар пристап до самите парцели и подобра организација. И на крај, значи, они ќе имат и повисоко земјоделско производство, бидејќи ќе имат уедначена почва, бидејќи се парцелите на едно место, а на тоа истото место можат да си анализират, да си направат педолошки анализи, да си испитат почвата и да применат соодветна технологија на производство со цел на подобрување на самото производство. Инаку во изминатиот период, тимот на проектот Mainland, финансиран од Европската Унија, спроведуван од ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој е влезен во втора фаза од процесот на консолидација на земјоделско земјиште, ги спроведе сите планирани активности на терен за земјоделците да осознаат што добиваат од окрупнувањето.